Нормално после изборите се чувствувам среќно, исполнето и задоволно, секако. Што понатаму? Што планираш? Дали може би имаш некое видување за работите? Што ќе се случува понатаму, бидејќи сега си гласот на народот на Свети Николчани? Вчера победивме, од денеска веќе започнуваме со напорна работа, да ги исполниме сите оние 2046 проекти кои што им ги ветивме на граѓаните и на вистина ќе ги исполниме, ветивме и ќе оствариме. Тоа е ВМРО-ДПМНЕ впрочем. Јас сакам да им се заблагодарам на сите граѓани на општина Свети Николе и на општина Лозово, кои што излегоа да гласат и покажаа дека Свети Николе и Лозово и цела Македонија има капацитет да спроведе фер и демократски избори, а особено да им се заблагодарам на оние граѓани кои што го дадоа својот глас за ВМРО-ДПМНЕ и со тоа покажаа дека знаат да направат разлика и да изберат луѓе кои што имаат вистински концепти и вистински програми. Истовремено би сакала од срце да им се заблагодарам на општинските изборни штабови, на Свети Николе и на Лозово, на градоначалниците, на председателите на општинските комитети, на сите месни комитети, на сите кимови, на сите активисти, на Унијата на млади сили, на Унијата на жени, кои што верувате многу вредно и многу напорно работеа за да дојдеме до оваа незапамтена победа на ВМРО-ДПМНЕ. Но, ќе ги поздравам и оние граѓани кои што гласаа за опозицијата и ќе им се заблагодарам што излегоа да гласаат. Ние имаме политичка борба, политичката борба се состои во борба на концепти и на програми, но сепак треба да останеме луѓе и сограѓани. Бидејќи Перис сте жена, сопруга, мајка на две прекрасни ќерки, дали тие беа секогаш со вас? Ја имате ли максималната поддршка од нив и како тие реагираат сега на победата? Значи, јас еве јавно ќе се заблагодарам прво и пред се на моето семејство, на мојот сопруг, на моите две прекрасни ќерки, на моите родители, затоа што без нив и без нивната поддршка и енергија немаше да го постигнам ова што го постигнав денес.